Доктор Јулија Митрова Телента, дали во овој период доаѓаат пациенти кај вас и се жалат на изгореници од преголемо изложување на сонцето? Се разбира дека веќе со поинтензивното UV зрачење дојде до појава на изгореници, кои што всушност се резултат на она UV беззрачење. Тие UV беззраци стигаат до самата површина на кожата и оние најбрзи ефекти после изложување на UV беззраците всушност изгореницата, која што се манифестира клинички со појава на оние црвенила, оток, исто така може да се појават меурчиња, а доколку станува збор за изгореници од потежок степен, значи се појавуваат дури и рани, односно подлабоки оштетување на кожата. Освен овие изгореници, значи како несакани ефекти од експозицијата на UV зраците, на она непосредно изложување, значи веднаш после изложување на UV беззраците, исто така се явуваат и една група на болести во нашата област, во дерматологијата, кои што се класифицирани како фотодерматози. Значи тука спаѓаат фототоксични, фотоалергиски реакции. Тоа е всушност една реакција на самиот организам, на самата кожа, кога е изложена на прекомерно зрачење, на UV зрачење, и која може да се поврза или едноставно со земање на одредени, да кажеме, лекови, на одредени креми кои што локално се аплицираат на кожата. Тука спаѓаат и оние козметики кои што секојдневно, значи креми се аплицираат на посебно во лицевата регија, или одредена терапија која што пациентите ја земаат посебно од антибиотици, тетрациклини, сулфонамиди, исто така и препарати со кои што се третираат габичните инфекции, значи како локални препарати, и во контакт со сонце предизвикуваат алергиска реакција, да кажеме, на кожата, кои што се навистина бурни и се непријатни, пропратени се со непријатно чувство, дали на болка, дали на чешење, и самиот пациент веднаш треба да се обрати на лекар. Дали може во рок од еден ден да се добијат изгореници кои што може да се манифестираат негативно по кожата на човекот? Да, значи, токму така, изгорениците се еден вид акутна реакција на изложување на UV беззраците, значи, која што се јавува неколку часа после изложувањето на UV беззраците. Сите ние, мислам, пациентите сметаат дека која во летниот период треба да се оди на летен одмор, најбитно е да се добие оној тен за кој што сите нели го посакуваат, меѓутоа изложувањето на сонце, доколку сме незаштитени, доколку во оној најлош период од денот кога е најак UV индексот, значи кога UV зрачењето е најако, случува да дојде до појава на изгореници. Значи пациентот не може во моментот да свати дека му бури кожата. Да, меѓутоа неколку часа покасно, да кажеме, но после 6 часа, ќе почувствува дека навистина дошло до изгореница и зависно од кој степен, значи реално и да биде од прв степен, онаа црвенило и оток кој што се појавува на кожата, е секогаш пропратено со болка, со пецкање, со едно непријатно чувство. Докторке, кои се последиците кои што може да ги добијат пациентите доколку не ги следат препораките и предолго се изложуваат на сонцето и UV зрачењето? Значи, досега ова што го споменав е на некој начин, како што и вие прашавте, реакции кои што се јавуваат непосредно неколку часа после изложување на UV зрачењето. Меѓутоа, со онаа хронично експонирање и изложување на сонце, значи, ние дерматолозите знаеме да кажеме дека кожата има својство да памти, значи има една особина да го памти онаа UV зрачење кое што го акумулира во себе, и посебно тука влијание имаат UV зраците кои продираат подлабоко во кожата и доведуваат до оштетување на ДНК на клетката, односно на генетскиот материјал на клетката, и на тој начин доведуваат до ослободување на слободни радикали кои ја менуваат самата структура на клетката и всушност доведуваат до создавање на такви клетки кои имаат потенцијал за брз раст, за брзо размножување, се со ненормална структура, и тие се причината за да дојде до појава на карциномите, односно рак на кожа.
Освен да кажеме рак на кожа, дали ќе биде тоа од групата на епителиоми, базоцелуларен, сквамоцелуларен карцином и меланома малигнум, кој што е најинвазивниот карцином на кожа. Исто така, самата таа хронична изложеност на сончевите зраци доведува и до фотостарење, што не е еден нормален процес физиолошки кој што нормално кај сите нас со тек на возраста се случува, значи тоа прекомерно старење поради таа фотоекспонираност се јавува заради хроничното изложување на сонце и се манифестира со појава на оние првични брчки, значи на оние испукани капилари, се појавуваат флеки, дали ќе бидат зголемен пигмент, со намален пигмент флеки посебно на фотоекспонираните реги. Кожата едноставно е истенчена, ја губи еластичноста, е дехидрирана и значи тоа се некои последици кои што настануваат со, да кажеме, таа хронична експонираност на сонце. Кои се превентивните мерки кои што ги предлагате како дерматолози? Превентива, советите од наша страна се секако во овој период кога е со највисок UV индекс да се избегнува директно изложување на сонце во период од 10 до 17 часот. Посебно за она најосетлива група на луѓе, значи од популацијата би кажала за дечињата, некаде под 3 годишна возраст, дури пожелно е и над 3 годишна возраст, значи да не бидат секако директно изложени на сонце, постарите луѓе, оние хронично болни, трудници, градежници, земјоделци. Од друга страна, она што ние го препорачуваме како заштита е секако да се користат производи со заштитен фактор, и кои што се во најразличен облик, било да се кремови, спрееви. Препораките одаат да биде почесто фактор број 30 или број 50, да се нанесува тој производ 1,5 час пред да се излезе од дома и доколку станува збор за, да кажем, активности кои што ќе бидат на отворено, како што е во тек на летните одмори, и сме подолг временски период во надворешната средина, значи на секои 2 часа треба да се повторно нанесува од истиот тој производ за кој што има заштитен фактор. Во однос на користењето на заштитните фактори, односно кремите со заштитни фактори, кој е она новитет кој што треба да го практикуваат и применуваат граѓаните? Она што мора да се обрати внимание кога се избира факторот за, производот со фактор заштитен, битно е да овој производ содржи филтри за UVB зраци, UVA зраци и во поново време таа една трета компонента која што ја прави биолошката заштита на тие клетки, кои што од самите слободни радикали кои што ги поменавме претходно, значи доведуваат до формирање на карциноми, значи да имаат и таа компонента која што ги прави заштита на клетките за да не дојде до создавање на рак на кожа. Исто така препораките во однос на тоа кој број на фактор да се избере, значи тоа е едноставно правило, некоја математика проста, да кажеме доколку се користи производ со заштитен фактор број 50, што тоа значи колку време тој фактор ќе не штити. Значи доколку пациентот без крема со заштитен фактор се изложи на сонце и отприлика за 10 минути добие црвенило, која ќе го користи кремот со заштитен фактор 50, значи тоа црвенило ќе го добие за едно 500 минути. Математиката е бројката на факторот со времето траењето, значи на црвенилото 10 минути, 500 минути, значи отприлика тој крем ќе не штити 500 минути или 8 часа. Што во принцип кога станува збор за летни одмори, значи влегување во вода, бањање, излегување, бришење со крпа, тогаш дел од факторот се отстранува и затоа всушност препораките се на секои 2 часа да се обновува. Исто така препорачлива и таа физичка заштита, значи да се носат редовно капа, шешир, наочари и лесна облека со посветла боја, значи дури доколку се во можност пациентите да носат, да кажеме, кошули на долги ракави, долги панталони, сукњи. Тоа. И се разбира во голема количина да се земаат течности.